драги браќа и сестри. Ви благодарам што ме поканивте на оваа дебата за да размислиме, да разговараме, да дебатираме околу нашата семакедонска состојба, оваа наша света македонска земја. Ние се израдувавме на државата, ние се израдувавме на црквата, не се израдувавме како браќа од еден род и од една вера. Тоа не ни го дозволуваат нашите непријатели, бидејќи единствена земја во светот која граничи самата со себе е оваа наша света македонска земја. Тоа го знаат повеќе историчарите, не би сакал јас да навлегувам во тие историски теми, но сакам да зборувам чисто она срцето што вели, а преку срцето умот да го пренесе. Имам напишано некој текст, но мислам дека подобро ќе ми биде да зборувам отколку да го прочитам текстот, затоа што кога ве гледам вака во очи, полесно ми е да комуницирам со вас. Овие денови, да почнам првин со црквата, се наслушавме многу работи околу црковното прашање, многу аналитичари, многу новинари, многу луѓе кои се декларираат дека се атеисти, па зборуваат за општеот на црквата и така натака и така натака. Мене многу ми е тешко да зборувам за моите браќа кои донесува одлука, за мене избрзана, за нив секој си има свое оправдување зошто ја гласал и така натака, но јас на некои луѓе им реков дека ова не се случува сега моментално и не се спрема сега, ова е подолг период спремано, може би 2 до 3 години, така да еве сега дојде моментот од кога се потпиша договорот за добрососедство со Грција, со Бугарија и Македонија, тогаш за да се вниманието оттргне од овој процес, што требаше ние македонците да го коментираме, но за жал, бидејќи долг период го немавме добиено нити во електронска пошта, нити во пишан материјал за да го разгледаме договорот, во кој договор после кога видовме дека ни една точка не зборува за Македонската православна црква, за нејзина автокефалност, признавање и така натака, но еден од браќата кажа дека тоа ќе се случи, дека ќе не признаат како автокефална црква и така натака и така натака. Јас бев против. Знаете, се е денска на гласање во собранието. Колку да си против се гласа, губиш и готово така и кана се. А и овде како гласаме, сега некој ќе изгуби. Тоа е процес. Но јас верувам дека ќе се поправат тие работи, нема така да остане. Затоа што верувам во браќата, веројатно сите оние кои следевте овие денови, новинари изјавуваат дека некој се јавувал, не сакал да се именува кој е, што е. Важно, веќе се чувствува дека и во Светиот архиерейски синод единството не е како што во почетокот кога гласава. Значи, веќе размислуваат и други архиереи дека ова не е вистинскиот и правиот пат. Затоа што Охридската архиепископија немала мајка, а ние ја обновивме како Македонска православна црква. Тогаш требаше, кога се формираше екзархијата,
бугарите да ја обноват Охридската архиепископија во бугарска екзархија. Тие не ја ни спомнува. Сега вела дека е нивна. Но добро, тоа е историја, не сакам да навлегувам, но сакав само да ви кажам дека може да се погреши. Тоа е. Грешки правиме. Како што се направи грешки со договорот, веројатно ова некоја грешка, што некој на вистина се залета и мислеше, а тоа е повеќе да ви кажам, 60 години чекаме пред црковен Белград, пред вратите на Белград, па не ја отвараат вратата. Тоа е нашата македонска судбина. И сега некој можеби не подлага, дојде од страна, рече вака ќе виде, така ќе виде. И ајде рековме да се спасиме од ова непризнавање, но ете не било тоа така туку лесно. Ни удрива една убава шлаканица, не посрамива, резил не направива што велат постарите луѓе и така да сега со наведнати глави повторно ќе го чувствуваме камшикот, како нашите дедовци, прадедовци што го чувствуваа камшикот и не можеа главата да крена да го видат сонцето и месечината, туку се со наведната глава одеа, така сега и ние, црковно великодостојниците, треба така и ние да наведнеме главата и да се срамиме од својот народ македонски. Но Бог е голем, Бог е љубов, драги мои, и вистината е во нас македонците, правдата е во нас македонците, и љубовта која зрачи од нас македонците ја пренесуваме на сите балкански народи и пошироко во цела Европа. И јас мислам дека тоа ќе победи, таа вистина, таа правда и таа љубов ќе го победи злото. Многу дебатираме, многу зборуваме, но јас ве молам денеска да го насочиме проблемов на нешто друго. Што ќе правиме, што да правиме? Разбирате? Ние можеме се да кажеме приказки, историја, вака било, така било, ова, тоа се направило, тоа се направило, овој ни смета, тој ни смета, но дајте сега ве молам. Јас многу одамна и со многу други луѓе сум разговарал од политичката фела, со луѓе пратеници. Мора да бараме нека опција, трета опција, која ќе го окуражи овој народ, која ќе му влее верба на народот. Народот е исплашен. Гледате ли вчера што се случува? Најголемата партија во Македонија, ВМРО, го повика народот пред судот, народот не излезе. 100 души таму излегоа. Што значи тоа? Тоа значи дека се исплашени луѓето. Може би некој сега само што се вработил, еден мир и спокој со во семејството има, тој работи, сопругата работи, не големи плати, но колку да се живее скромно живеат и сега ако излезе на улица, ќе го види работодавецот, ќе мудри коците и што прави човекот. Пак без пари ќе остане, пак гладен со децата. Ве молам, дајте да размислуваме што понатака. Ние како народ ќе обстанеме со маки, со тешкоти, кога нашите дедовци, кога ја лепи сол јаделе па обстанале, но не размислувале како сега ние што размислуваме. Тие никогаш не помисли да се откажат од јазикот, да се откажат од името, да се откажат од нацијата, да се откажат од татковината. Човек без име, како река без вода, како дрво без корен. Ако ни го земат името, тогаш кој сме, што сме? И дајте да бараме опција некоја, вие тука сте повеќе интелектуалци, дајте да видиме што ќе направиме понатака. Дали можеме ние да го собереме народот, што не верувам дека можеме, бидејќи синека се уверив дека и партијата која е најсилна, најака, не можеше да го собере народот, не можеше да го... Значи, веќе луѓето, народот е сит од партија. И ова ни го направива партијата, и едната, и СДС, и ВМРО. Двете партии не поделива, едни сме за едни, други сме за други. Брат со брат не сака да се види, брат со сестра не сака да се види, секој трга на некоја страна, а зошто тоа го прават, јас не можам да ги разберам. Мене некој ме осудува, ми велат во Маровец, ја имелам не сум во Маровец, јас сум македонец. И за мене
Македонија се и се што. Македонија, црквата и мојот македонски народ. А не значи ако си ја сакаш државата, си ја сакаш црквата, си го сакаш народот, дека си во Маровец. И во СДС има прекрасни луѓе, прекрасни домаќини. Не се тие сите лоши луѓе таму. Вчера, не знам, Савајле ми кажа некој дека Црвенковски веќе се противел ова што го прави Заев. Дали е тоа вистина, не знам, во Република имало. Лажно е тоа. Па добро сега. Добро. Така, добро се, не знам дали е така, но така слушнав Савајле, дека веќе излегол со некој свое сообщение дека ќе не било така и нависта, па и не беше така, да бидем искрени, во времето на Љупчо владењето, но кој размислуваше Македонија да распачат? Кој договор некој се подпиша за да не безименат? Немаше тогаш договори, колку ја што се сеќавам, не знам вие сега како е тоа. Вие повеќе може сте ги следеле тие работи. Зборот ми е дајте да видиме што можеме сега да направиме. Сега што ни преостои, како што велат до крајот на годината веќе ќе се знае дали ќе бидеме Македонија, пред некој ден ми рече Централна Балканска држава, така нешто, република. Што ќе биде тоа? Едни велат северна, други велат само не знам каква. Дајте да тоа мене повише ме боли него да се навраќаме на историјата. Историјата кој повеќе, кој помалку ја познаваме. Но дајте да видиме што понатака. Јас, по моје мислење, сакам да ве окуражам и вие да размислувате, но не и јас како што размислувам, секој со својот ум нека размислува и своето мислење нека го каже. Јас сум да се бара трета опција, таа опција да видат честни луѓе, домаќини луѓе, луѓе кои не им значат парите, разбирате? На секој му значи парите. Еден ми вели, кој не сака пари да му умре мајка. Разбирате? А имаме луѓе што се домаќини луѓе. Го обезбедиле семејството, обезбедиле некој живот во семејството, имаат дом, имаат куќи, имаат она. И така натака, тие луѓе може да смогнат сили да бидат честни, поштени, да се оваа држава да излезе на пат, овој народ со крената глава да си каже дека е македонец. Една женичка ми кажува во Велес, вика, владика, сега треба јас да учам албански. 50 и некоја година жената, 60 години. Ве молам. Па до тој степен дојдовме. Јас уште пред 2 години, 3 години велев дека не се ни 15 ни 16%. Се смеева со мене. Тоа смење, таа несериозност наша македонска до каде доаѓа? Дајте, ве молам, размислувајте, вие повеќе ги знаете луѓето, дајте тие луѓе да ги донесеме овде, да седнеме со нив да разговараме. Па и да се повика и народот, да видиме народот што ќе каже. Или па да се направи народна власт некоја. Вака се продаде, отиде се. На тоа би сакало да ве насочам и после да земеме да разговараме. Толку сега, па ќе продолжам пак повторно.